Здраво, здраво! Во ова видео ќе ви објаснам што се тоа конструктори и зошто се користат. Во претходните видеа видовме дека вака може да ја сетираме вредноста на атрибутите во објектот кој сме го креирале, но да повикуваме повеќе функции само за да ја наместиме вредноста не е идеално и за таа цел постојат конструктори во C++. Значи, конструкторите имаат исто име како класата и тоа што е специфично е дека не враќаат ништо. Сега ова ќе се дефинираме и вака и дефиниција. Добро, тоа е во CPP файлот. И сега ова е така наречен дефолтен конструктор, бидејќи не прима аргументи. Гледате, тука е празно. Сега тука може, доколку сакаме, да се зададеме некои дефолтни вредности за нашите параметри. Тоа може да го направиме, например, вака. И тука да ги ставиме сите други. Но поубав начин е преку листа за инициализација да се направи вака. И тука може да се ставиме вредности кои се логични за нашиот објект кој го дефинираме. Покрај дефолтниот конструктор може да имаме и конструктор кој прима аргументи. Пример, може да имаме нешто вака. Чекај, ќе си дуплирам. Добро. И сега тука истото ќе го направиме како пред малку. Само со таа разлика што сега ќе го прима параметарот кој го праќаме. И сега треба да водите сметка дека доколку сакате да имате конструктор со аргументи, во тој случај мора да имате и дефолтен конструктор. Бидејќи, доколку немате, еве, ќе го искоментирам овој. И ајде ќе пробаме да избилдаме. Ќе ни јави грешка дека нема никаков дефолтен конструктор. За таа цел мора да дефинирате и дефолтен конструктор, доколку сакате да имате конструктор со аргументи. Или можете да си ги зададете дефолтните вредности тука, па ова да биде воедно и конструктор со аргументи и дефолтен конструктор. И ова ќе си функционира. Во овој случај нема да имате потреба од овој конструктор. Ајде сега да видиме како се користат овие конструктори. Значи ова ќе го тргнам. Вака нека си биде. И сега тука, кај што сме го направиле триаголникот, може во загради да му кажеме дека вредноста за ќе биде 9, 10 и 11. И сега немаме потреба од овие сетери. Доколку сакаме повторно да ја промениме вредноста, може да ги користиме, но доколку не сакаме, може ова да го правиме. Сега, доколку имаме вака, со аргументи ќе ни се повика овој конструктор, а доколку го немаме овој дел, доколку имаме нешто вака, тогаш ќе се повика дефолтниот конструктор. Добро, ова ќе го вратам сега што си беше. И сега ако го пуштиме ова, повторно треба да го добиеме истото, како од претходно. И да, еве си го. Покрај конструкторите постои и деструктор. Тоа се пишува вака, со тилда. И
исто името на класата и празни загради. Значи, деструкторите не примаат никогаш аргументи. Вака. И сега за вакви класи кај што не се користи динамичка алокација на меморија, може деструктор да си е празен. А во иднина ќе ви покажам и туторијал каде што мора да имаме некој код во деструкторот. Но за сега нема потреба од тоа.